Дали да го вакцинирам своето дете или не? Колку се ефикасни вакцините, колку токму тие може да нанесат еден куп болести како што велат на детето, или пак се работи за теорија на заговор. Токму ова се темите, ова се точките, ова се прашањата кои што денеска ќе ги поставиме во ова ново издание на Алфа Ординација. Добар ден и добре ни дојдовте. И денеска ве канам да бидете заедно со нас во оваа емисија. Телефонските броеви уште на самиот почеток, бидејќи имаме доста актуелна тема, ќе бидат отворени за ваш коментар, ваше прашање кое што би сакале да го поставите од денешниот гостин, а богами денеска имаме навистина добар доктор гостин кој што ќе одговори на вашите прашања. Имено се работи за доктор Александар Сајковски, еден познат доктор во однос на педиатријата и неонатологијата. На самиот почеток, пред да започнеме со оваа тема на вакцини, ќе започнеме со прилогот како и секогаш кој всушност е најава на темата и дел од точките кои што ќе бидат опфатени. Некои родители сметаат дека вакцинацијата е опасна за нивното дете или мислат дека болеста е толку ретка, па нема потреба детето да се вакцинира. Меѓутоа, со зголемениот број на невакцинирани деца, расте и можноста за појава на некои тешки заразни заболувања. Целта на вакцинирањето не е само да се заштити вашето дете, туку некои болести да се искоренат на глобално ниво. Веднаш после раѓање, сите новороденчиња во рок од 24 часа примаат вакцина против туберкулоза и вакцина против жолтица, тоест хепатит Б. Ревакцина против жолтица има во вториот и шестиот месец. Со полни 2 месеци се започнува со вакцинација против хемофилиус инфлуенца тип Б, која што за прв пат кај нас е воведена од 1 септември 2009 година, која се дава со полни 2 месеци во третиот и петиот месец. На 3 месеци се дава вакцина против дифтерија, тетенус, бела кашлица и детска парализа. И овие вакцини се повторуваат на секој 45 дена. На 1 година продолжува вакцината за мали сипаници, заушки и рубеола. На година и половина се прима ревакцина против дифтерија, тетанус, бела кашлица, детска парализа и вакцина против хемофилиус инфлуенца тип Б. На 4 години децата се ревакцинираат против дифтерија, тетанус и бела кашлица, на 7 се ревакцинираат од дифтерија, тетанус и се вакцинираат против туберкулоза, се дава и вакцина против морбили, рубеола и паротит, а во 8 деление се дава ревакцинација против туберкулоза, дифтерија и тетанус, а за девојчињата и ревакцинација против рубеола. На 18 годишна возраст се врши последното ревакцинирање против тетанус. Сите овие вакцини неопходно е децата редовно да ги примаат за да се заштитат од болести. Здравствените работници апелираат дека вакцината е најдобрата здравствена превентивна мерка од низа заразни болести од кои во минатото многу луѓе умирале. Тие тврдат дека во земјата се користат квалитетни и безбедни вакцини, а имунизацијата е со опфат над 95%. Според Светската здравствена организација, околу 3 милиони лица годишно умираат од болести што можат да бидат превенирани со вакцини. Од нив 1,5 милион се деца до 5 годишна возраст. Самиот пристап до многу информации, самиот интернет не наведува нас родителите и ви себе се ќе се ставам во тој куш кои што размислуваат дали да се вакцинираат вакцините, колку се безбедни вакцините во нашата земја. На овие прашања и на вистина многу прашања кои што ги имам подготвени, одговор ќе ни даде како што самата кажа во најавата доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија и неонатологија од Ачопадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам и на поканата. Се надевам дека е тема која што ќе предизвика интерес. Принцип е интересна тема и мислам дека е доста вака експлоатирана и по амбулантите педиатриски, а мислам и по медиумите доста. Вие сте еден од ретките, би кажала, кои што прифаќаат да зборуваат на оваа тема. Единствено досега во Алфа Ординација конкретно ќе кажам, позитивно одговори за гостување на оваа тема пред многу месеци доктор Софијанова. Вие сте Па да, добро. вториот во државата кој се нафаќа да зборува на оваа тема, иако не знам зошто другите се плашат да дебатираат околу на оваа тема. Па не знам зошто се плашат. Можеби, знаете како, интересно е кога ние студираме медицина, сега мала една дигресија апропо темава. Скоро се воведе предметот имунологија, ако секој кажам, скоро пред 10 на 15 години. Имунологијата е една баук тема, малку, морам да ви кажам искрено, и мислам дека недоволно е се уште добро простудирана, да кажам така,
во медицинските кругови, а тука треба малку да се збори за имунологија. Токму тоа е некако поврзано токму со Баш со тоа. вакцинацијата, така е. Би сакала на самиот почеток да им честитаме прво празник на оние кои што го прославуваат Курбан Бајрам, многу здравје, многу среќа, многу љубов, честит празник и ви посакаме секако на самиот старт на ова издание на Алфа Ординација. Моето прво прашање е токму за историјата на вакцината. Ве прашам затоа што кога подготвав оваа тема најдов на многу коментари дека едно од најреволуционираните откритија во медицината е токму вакцината. Па и венако Да. Па да, малку сигурно. за историјата. Да, сигурно. Значи, во медицината има 3 откритија за кои можеме да зборуваме дека се револуција во основа, да кажеме. Едно од тие 3 е вакцинациите или имунизација, да речеме, така и се вика исто. Второто е откривањето на антибиотиците и првата примена 1941 година, кај двајца војници амерички, пеницилинот тогаш првпат се примени. И третата е откривањето на анестетиците, односно можноста да луѓето се стават да се оперираат, значи оние болести кои што се хируршки, кои што уствари лечат 100%, нели? Така. Тоа се 3 базични сегменти на медицината на кои мислам дека е направена најголема револуционерно намалување на смртноста од многу болести. Едно од тие е и вакцинацијата. Иначе, ако вака пратите историјата на медицината, интересно е дека првите записи за размислување за вакцинација, односно за имунизација, за таков тип на помош на човекот, доаѓаат од старата кинеска медицина, иако вистинските први податоци за и обиди за вакцинација се 1796-97 година, кога е практично направен обид да преку вакцината се спречи ширењето на вариола вера, на оние големите сипаници. И тоа е навистина револуционерно откритие. Тогаш, може би изгледа вака чудно, значи не е ни 1800 година, меѓутоа она што е после карактеристично е дека во 19-тиот, меѓутоа посебно во 20-тиот век иде најголемиот развој и откритието фактички на имунолошкиот одговор на човекот, како тој реагира при давањето на овие мали партикли, мали делови од бактерии или од вируси, како уствари имунитетот се запознава со нив. Знаете, интересно е, кога го гледате тој систем, значи ја баш би сакал на почеток да кажам за да гледачите знаат, и можеме да кажеме дека имаме така наречен природен активен имунитет. Значи природен активен имунитет, тоа значи ако некој било кој дете или возрастен се разболи од некоја заразна болест, и го стекне преку, ја преживее таа болест и стекне имунитет доживотно на таа болест. Постои и природен пасивен имунитет, кој што фактички, да речеме, новородено дете, значи со доењето, мајката ги пренесува антителата на болестите што она ги прележала, меѓутоа неповолноста е тука што тој трае кратко, што тој трае неколку недели, значи не може да трае цел живот, нели? Така. И после тоа доаѓа овој вештачки активен имунитет, што е у основа вакцинацијата, како систем, како процес, вака ако сакате да го земеме, и има така наречен вештачки пасивен имунитет, значи да се земат антитела од некој човек кој што прележал некоја болест или е вакциниран и да се убризгаат, например, кај некој човек кој што треба да се заштити од некоја болест. Типичен пример за тоа е ако мајката е носител на хепатитис Б и се породи, детето му даваме на новороденото дете антитела кои што се анти-ХБС антитела, така се викаат, значи веднаш кај штом ќе се роди за да не дојде до развој на хепатит Б кај него. Значи му пренесуваме имунитет кој што е вештачки стекнат кај некој друг. Така. Значи тоа е она суштинската поделба кога збориме, меѓутоа историски гледано, зошто е ова едно од најголемите откритија во медицината? Видите, на почетокот на 20-тиот век, 30 до 60%, зависи се од кој дел на планетата на Земјата, од 30 до 60% причините за смрт биле заразни болести. На крајот на 20-тиот век, почетокот на 21-виот век, тоа е паднато на 3 до 5%. Значи, 3 до 5% благодарение на вакцинацијата и на, се разбира, и хигиенските услови и начинот на живот, меѓутоа вакцинацијата е таа која што ги смали овие тешки заразни болести. Кај децата, 30% од децата умираа од таков тип на инфекции, сега 1 до 1,5%. Значи, не дека во цел свет се уништени, ерадицирани тие заразни болести. Се уште постојат зони каде што ги има, од каде што може да тргне некоја епидемија,
Вие можда и ќе се сетите, например, во времето на тогашна Југославија имаше опасност од епидемија на големи сипаници и тогашниот систем на здравствена заштита извонредно изреагира за да ги заштити луѓето и се спроведуваше вакцинација од големи сипаници, нели? Така. Тоа е еден од начините како да се стекне имунитет на целата популација, односно на целото население. Сега, кога веќе зборуваме за историјата на вакцините, подготвувајќи ја темата, најдов на интересни различни коментари, особено оние кои што се против вакцините, кои што тврдат, па се зачудив дури и докторската фила, вашите колеги претежно и тие знаат да ја збунат јавност, односно родителите, искажувајќи некои своји ставови против вакцинацијата, од кои причини не навлегувам, затоа што секој си има своја различна причина поради која што би коментирал, но претежно вело дека болестите се искорените низ историјата на назад, токму поради стилот и начинот на живење кој што е воведен сега, за разлика од порано, односно хигиената и дисциплината. Токму поради тоа и голем дел од болестите се искорените, поради здравиот имунитет исто така, начинот на исхрана на луѓето, а не поради вакцините кои што се даваат. Тоа, значи, тука има две-три прашања. Да. Значи, да, има, значи, не е спорно дека има и мои колеги, зборам и општи лекари, чак и педиатри. Јас, например, имам разговарано со една колешка моја, која што е професор по педиатрија. Не од Македонија, но има внуче која што не е вакциниран. Меѓутоа не заради незе, него заради синот незини, значи синот и снајата се во, да кажам, ајде таа антивакцинална кампања. Значи, видите, 21. век секако во ова модерно време, време на демократија, да кажам, добро е да се разговара. Значи, не е проблем да се разговара. Иако, вие ако погледнете во историјатот, секогаш постоеле групи, поединци или групи на луѓе кои што сметале дека не треба да се даваат вакцините. Меѓутоа, има едно прашање кое е многу интересно, кога збориме за етика. Знаете, во 21. век, јас сретнувам лично, со многу од нив сум разговарал. Так. Значи, од една страна, тие луѓе кои што се против вакциналната програма, сакаат да го користат бенефитот од колективното живење, а не сакаат да живеат колективно. Убаво кажано. Значи, не е проблем ако некој не сака да си го вакцинира. Има тука и други дилеми, и правни, и етички, и морални. Ја би сакал да ги отворам. Меѓутоа, видите, знаете како, не, апсолутно, точно е дека е подобрен начинот на хигиената. Не е спорно дека е подобрен начинот на хигиената. Не е спорно дека е зголемен навиките хигиенски. Но, она што денеска ќе прочитате во разни форуми, сега има еден нов тренд. Тренд да бебето не се бања секој ден. Да се бања на 2 дена, 3 дена, на 5 дена. Па знаете како, нашите педиатри од пред Втората светска војна и многу од нив после Втората светска војна, кои многу од нив и не се живи, мака мачеа да ги научат луѓето дека треба да се бањаат секој ден. А сега одеднаш имаме тренд да не се бањаат бебињата секој ден, а нивните родители се бањаат секој ден. Значи, кој ја одржува хигиената сега? Тоа е вака исто едно прашање, значи отворено. И има една работа која што треба да ја знаат и мислам и луѓето и кога збориме за вакцинациите. Видите, човекот има 4000 пати помалку клетки на своето тело, со кое што ние живееме, отколку што имаме бактерии во нашиот цревен систем. Значи, ние имаме повеќе бактерии, вируси, протозои, така ги викаме, нели, така наречени натрапници, странци, ај така да се изразам. Најпрљави делови на телото на човекот се рацете, устата и анусот. Сега, кога најпрљави делови ни се рацете, значи се иде од рацете, сите прљавштини идат од рацете, зошто не би го бањале детето секој ден? Заради потните жлезди, заради лојните жлезди, па тоа човек треба да направи кост-бенефит, што е подобро. Нели? Затоа сакам да, мислам, ја го почитувам мислењето на луѓето, го почитувам мислењето дека е намалена смртноста од некои болести заради хигиената, но не е подкрепено научно. Так. Искрено, не е подкрепено научно. Да не била вакцинацијата, ние правиме муабет за 100 годишен период, значи, за намалување од овие инфективни болести. Во целиот свет, а ние правиме муабет за хигиената која е во Македонија качена во последните 20 години, 30, да кажем. Иначе вратите се назад 40-50 години со нашите навики, на нашите стари, да кажам,
нели порано бебињата се виткаа као фишек, нели? Така, се околу облекува негата и многу. чувањето, да, има разлика, точно. Значи, не правиме муабет сега за овие 10 години, пример се зборам, 10 години, 20 на пример, и уназад 100 години. Така да мислам дека тука треба да се направи една многу важна дистинкција кога е хигиената во прашање. Тука ќе го прекинаме разговорот, имаме гледач кој малку почека, но се надевам дека исто уживаше во разговорот и ова што доктор Сајковски го зборуваше. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Вака, сега, значи, јас размислувам, како да речам, филозофски, логички, да речам реторички, но и сум читал доста литература, ама гледам од тие начини на размислување, во праксата функционираат во секоја област, па и во медицината. Едноставно, например, кога мајка ми беше болна и најдов лекарства, иако вика дека нема да живее, не знам што, размислувајќи тоа, што реков вие за анестетиците од процесот на против, што рековте една од револуционерните анестетиката. Анестетиката, дали беше анестетиката, се извинам малку да објасните, смирување на болките тоа, или аналгетик беше? Да, аналгетици се смирување на болки, анестезија се лекови кои што се даваат за да може да се оперира пациент. Да. Добро, анестетика може да види да ме насмеја малку и со некој чекам по глава, кога го дирале пациентот за да не осеќа болка, затоа што ќе го боли поише главата отколку операцијата. Тоа се насмева, нема врска. Или со алкохол. Нема врска. Значи не е толку револуционерно. По мое гледање рекол да ме насмеам, нели? Да, да. Значи се разбира дека сте вие управо. Но за вакцината. Просто едноставна работа. Знаете што е? Вакцината е ставање беден за, да речем, од поплава, да не поплави од таму кај што иде водата. Но видите се, таа ќе врти, ќе кружи, што вика како ѓаволот рика како лав во пустине и чека да не зграби. Тие фактички ние се мешаме во работата на Господ. Што рековте, природниот имунитет е, може да кажам, дека и образно пропорционален од вештачкиот имунитет. Јас вака размислувам, значи, како тетанус, докторе, уште топорва ќе збориме за тетанус. Значи, кај одиме сега, нели, одиме веќе околу, тие вакцини више треба да се мамнат. Нели, хепатитис, ајде да речеме тоа, сега современо, такви треба да се истражуваат, хида, мида, тоа ствари не е нешто друго, него намален имунитет. Значи, сега што е поентата на моето изјаснување? Кренувајќи го вниманието на да речеме новиот што тривалентна, петивалентна имунитет од една болест, ние отвараме всушност простор за други болести. Значи, таа енергијата само поминува од една во друга, се трансформира. Значи, ако ставиме акцент на еден вид на болести, што викате вие, што не знам од кај се оно, добро, има успехи тоа, значи не го негирам, значи туберкулоза таму ваму. Но сега некои од тие болести поради хигиената, јас се слагам дека со тие што тврдат дека поради хигиената се намали многу болести, мада и тоа ќе го ставиме у заграда, затоа што поради многу хигиена се ствара хиперосетливост и на тој начин се намалува имунитетот поради, да речеме, сапуни хемија. И тоа е хемија. Од друга страна, бањањето и не сум многу за бањање. Имам читано дека некои луѓе не се бањали до 90 години еднаш во животот кога го крстиле ако е христијанин и после кога умира, не знам како. И живеел 80-90 години, тоа цар беше некој француски. Значи, што викате вие, тоа се и трендови, ама и не се трендови, например, во оваа ситуација, например, ако има постои загадување некој ваму таму, треба бањање, разбирам. Но и премногу бањање, па имам читано дека тие Добро, темата ни е вакцини, господине, извинете, бидејќи сте многу контрадикторен. Од една страна ги потврдувате, од друга страна ги негирате фактите за кои што ние коментиравме. Дали имате некој конкретно прашање? Просто да што ќе ве прекинам, но навистина темата е многу обемна. Видите, ќе видите, јас докторот верувам дека многу добро ме разбра, подобро од вас, значи контрадикторна и самата тема. Верувам и како реагира и вие ме разбирате, али човекот подковано, мислам, научно тоа може да го почувствува, што сакам да кажам. Самата тема е контрадикторна. Ставање акцент, премногу акцент на вакцината, всушност од друга страна го намалува имунитетот на други полиња.
Разбирате ли? Значи, заради тоа се уведува после некои нови болести ваму таму. Значи, што ќе мешаме врвот тргос. Значи, понатаму брате останувало тоа дете што е најотпорно. Значи, и на тој начин се јача вродене. Зошто викаме сега, дај да избегаваме пеницилин, нема, знаеш, ваму таму го намалува имунитетот. Значи, самата тема е дури, да речам, не е филозофска, него логичка, значи, длабоко, што рече и етичка. Значи, он сака да, не сум присталица, што рече докторот, дека на сила да им ги даваме вакцините. Па чекај, јас одлучувам за мојот живот. Ние колективно живееме, да, ама ако се дава на сила, мене не ми јасно зошто, да не зборам дека се сомневам дека што вика тоа наводно заговор, светски заговор против човештвото попадна вакцина да се трујат и вамо таму. Тие ќе ги утврдиме тие теми. Него кој проверува, на пример, пред да се даде вакцината по случаен накво, дали ќе едното од децата моје има реакција на една обична вакцина, веќе со години тоа место некако јас сумјам јас сакам да знам дали нашата наука тука во Македонија е доволно моќна да тие ги истестира, значи лично без независно од тие надзорни институти. Значи се грижи за своето население, значи треба да се истражувачката дејност, да се вложуваат многу пари за да луѓето не се ствара скепса, значи мислам дека ќе дадам допринос во начинот на размислување пред разбирате ли? Значи да, ве разбравме што сакате да кажете. Да, значи ова што го спомнавте вие, значи што уствари представува вакцина? Видите, да не влагаме у некои, да речеме, патишта на медицината. Вакцината представува зимање на едно минимално парче, да кажем, дел од вирус или од бактерија, обично клеточен зид од бактерија, кој што внесен во организмот на човекот предизвикува одговор, имунолошки одговор, кој телото го препознава како страно тело и создава директни антитела према него. И ако во животот се дојде до ситуација да истиот тој вирус или истата таа бактерија влезе во телото, организмот има свој одбранбен механизам кој што го уништува, односно не дозволува да дојде до развој на таа болест. Значи, се работи за, велиме ние, инокулација на стран материјал. Значи, парче од вирус или парче од бактерија, така. Меѓутоа, овдека станува прашањето на филозофијата, значи филозофското прашање и етичкото прашање е многу интересно. Јас еве ќе ви го отворам тоа вака као дилема суштинско. Дали вие како родител, вие немате право како родител да го тепате своето дете или не дај Боже сексуално да го злоставувате, за тоа ќе одговарате кривично пред закон. Меѓутоа, дали ако вашето дете вие не го вакцинирате, дали вие имате право да му направите нешто што е лошо? Ако вие не го вакцинирате и тоа дете ваше добие детска парализа, кој ќе одговара? Кој ќе одговара и морално, и етички, и кривично, и финансиски, и секако? Сакам да ви кажам, значи ова се дилеми за кои ја лично сум разговарал со многу наши правни стручњаци. Значи, дури и со Министерство за правда, и со Министерство за здравство. Значи, не викам јас дека, знаете како, дека нешто мора да се направи. Значи, имате западноевропски земји во кои што викаат, нема проблем, вие не мора да го вакцинирате вашето дете. Ама не може да го запишете у прво оделение. Така да, вие не го вакцинирајте, ама не може да го ќе мора да го пратите во градинка каде што се деца невакцинирани. Тоа е посебно интересно во Австралија. Имам такво едно прашање за тоа дали смеат да бидат мишани децата кои што се вакцинирани или децата кои што не се знаете вакцинирани? како, децата кои не се вакцинирани, значи се можат да бидат директно, значи можат да се разболат и да пренесат многу лесно некоја од тие инфективни болести кон кои се даваат вакцините. Например, има еден парадокс интересно. Последно време Западна Европа и Америка, Австралија воведуваат ротавирусна вакцина. Тоа е вирус кој што прави проливи. Значи една многу лесна, добра вакцина која го штити детето, а и возрастните на крај крајева, од ротавирусни проливи. Сега кај возрастните не е толку страшно, меѓутоа кај децата проливите и повраќањата може да доведат до дехидрација. Значи, кога збориме за вакцините, јас многу сакам да знаат нашите гледачи дека правиме муабет за колективна одбрана на народот, на населението на една територија. Видите, Македонија е земја која
непосредно пред Втората светска војна и после Втората светска војна имала наталитет кој што бил негде околу 60-70 илјади раѓања годишно. Сега имаме 21-22 илјади раѓања. Нас ни е паднат наталитетот страшно, зборам за Македонија. Од друга страна, смртноста на децата после Втората светска војна, болестите инфективни, појавата на овие модерни болести, 115 промили била смртноста доеначка. Значи на 1000 родени деца 115 умирале, од нив 60% од инфекции такви. И сега тоа е намалено. Значи смртноста на децата е намалена. Ние можеме, видите, ја пак ќе речам, ние можеме да филозофираме, ние можеме да збориме дали е составот на вакцината, дали има алуминиум, дали има жива, нели, потенцијалните опасности на пример од некои реакции. Значи една од така да кажам, најчестите, најбаналните реакции кои што се јавува кога се даваат вакцините се покачување на телесната температура. Меѓутоа, јас го слушам тој еден исти разговор и муабет, дека, вика, моето дете прими вакцина, качи температура и доби аутизам. Но ако вие го направите, ако направите добра анализа на клиничката состојба на тоа дете и направите добра, ние велиме анамнеза, нели, да земете добри податоци за текот на состојбата на детето, ќе видите дека првите аутистични знаци се појавувале многу порано. Па гледајте, ние аутизмот, добро тренирани педиатри, го откриваат аутизмот во 8-9 месец, далеку 4 месеци пред да дојде вакцината ММР. Значи, зборам тренирани, значи луѓе кои што можат да препознаат први симптоми на аутизам. Сакам да кажам, многу е од една страна неблагодарно да зборувате против некоја тема. Знаете, јас сега сакам баш, чисто кога се јави гледачов, има една преубава реченица, Толстој кажано. Вика, пазите кога читате книги за медицина. Може да умрете од печатна грешка. Што е суштина вистина. Значи, замислите во една книга може да пише дајте му го тој лек 30, треба да е 30 мг на килограм, му дават дајте му 300. Обична печатна грешка може да однесе живот. Така и ова со вакциниве. Јас кога станува збор за антивакциналната кампања, полно сум разговарал со многу луѓе, да ви искрено ви кажам. Со луѓе и од нашава држава, и од обкружението, и од цел свет, ајде да кажем така. Ние имаме отворени дискусии на многу конгреси на оваа тема. Меѓутоа, никој не сака да отвори карта дали неговото дете, пред да ги види првите симптоми, да речеме баш конкретно за аутизмот, за кој што многу се зборува. Да, имаме резултат. Во овој одговор ми чипнавте многу прашања кои што ги имам подготвено. Да, ама никој не сака да се врати назад и да ги отвори симптомите, односно како детето се развивало, дали се развивало, па да ви кажам нешто искрено, па што јадело. Дали во храната има многу пестициди, дали има хербициди. Значи, ние правиме муабет сега за еден добробит. Од друга страна, никој не зборува за количината на хербицидите во храната што ја јадеме, а доенчиња, значи деца во првата година од животот, ако јадат поголема концентрација на хербициди, имаат 26 пати поголема шанса да добијат астма. И сега, ние правиме муабет за нешто што е добро, што ја намалува смртноста, што го штити детето, од друга страна, не го отвараме полето кое е принцип болно. Така. И како што споменав, во овој одговор ми намитнавте многу прашања, сигурна сум дека и многу прашања кај гледачите, бидејќи имаме отворени телефонски линии кои што имаме и актуелна тема, затоа и очекуваме секако голем број на јавувања. Добар ден за следниот гледач. Анкица, поздрав, добар ден. Добар ден, поздрав. Ова е наша редовна гледачка. Овде е баба на едно внученце, на мојата Јована со 3,5 години. Прво што сакам да кажам, јас преферирам едукацијата да ја добијам од почитуваниот доктор Сајковски. Неговата емисија последниот пат во која зборувавме за пробиотиците беше
емисија par excellence и верувам дека и оваа ќе биде таква. Ја памтите? Затоа, кога ќе се спомне Анкица пробиотик, мојата асоциација е доктор Сајковски и точка. Па сега од тука, нели, заклучокот, почитуваниот доктор, колку умешно и разбирливо знае да објасни на гледачите. Зошто се јавува бабава? Бабава е пред телевизор, додека ќерка ми е на работа и ги пренесува малтени и нејзините видувања и своите, нормално, зашто сум ја чувала малата. Едно конкретно прашање, докторе. Значи, пред месец и пол точно мораше да прими внукичката вакцина. Мислам дека ќе се сети Анкица, спомнав, стафилокока пневмоника. А тая вакцина ја одобрија на клиника, тая не ја ова да речеме во 8 септември кај што ја носат во Румунска не ја одобруваат, него кај специјална професорка некоја, се Миронска ми се чини, не ме држете за збор, детето беше анемнеза земено, видено е дека детето уназад не може ревакцина да прими на полио, бидејќи година дена во континуитет се мачевме со вирози, со бактерија, со бронхити, со бронхопнеумонии и на крај се решија да ја прими оваа вакцина. Родителите однесоа, немаше никакви видливи реакции, да ви кажам, некако самите родители смирени се во тој дел, иначе оди во градинка и тая хара таму бактерија, тоа ви е познато. Што ми е прашањето? Она веќе треба да ја прими, касниме, значи со 3,5 години првата ревакцина на полио ја нема примено. Од оправдани, велам, причини, замерка нема од ни еден лекар. Колку треба да е разликата во примањето, оптимална некоја разлика од оваа што ја прими сега пред месец и пол до ревакцината на Полио Плюс? Јас сум на линија доколку нешто не ме разбравте како треба. Да, ве разбрав. Значи 40 до 50 дена е потребно да има разлика од едната до другата вакцина, така да можете да се вакцинирате. Меѓутоа, ова што го спомнавте, значи на детска клиника постои цел еден одел за имунологија, кој што ги прифаќа деца кои што имаат ризици одредени и кои што треба да се вакцинираат. Значи, таму може да се дадат тие вакцини, да речеме, кај деца кои што имаат одредени ризици, и тоа се колешки кои што работат цел живот само имунологија, нели, меѓу другото и вакцинации. Меѓутоа, слободно може да ја дадете оваа последна вакцина што ја примило детето, таа пневмококна вакцина, например. Видите, таа пневмококна вакцина е скоро воведена. Пневмококот го има во градинките, меѓутоа, главно е што детето е заштитено од тешки форми на инфекции, особено од воспаление на мозок. Значи, пневмококот е бактерија која што може да направи менингит. Значи, тоа е страшна болест, по принцип многу тешка болест која може да заврши со многу последици. Јас сакам да се вратам само една реченица да ви кажам. И во прошлата емисија кога зборевме за пробиотиците, знаете, тогаш зборевме малку и за температура. Знаете, за температура покачена кај децата. Некако база беше темата имунитет со. Значи, знаете како има во нашиот народ еден муабет кој што е многу стар и вика, детето ми качи температура, доби грчеви и после тоа има проблем во развојот. Значи, не може детето, тоа мора да имало некаква форма на воспаление на мозочето, за да може да остави последици. Иначе, вие ако, да речеме, детето добие, без оглед дали е горна инфекција, дишни патишта, долна, качи температура, не е спорно дека децата имаат склоност поголема у првите 5 години да развијат грчеви на висока температура, али не и да дојде до оштетување на мозочето или да остави последици да детето не може после да се развива како што треба. Тоа мора да има некое воспаление на мозочето. Сега тоа нашите луѓе не го знаеле, сигурно, зборам пред 100 години, 80 години да кажеме, меѓутоа ние сега тоа го знаеме. И тој страв што го имаат родителите и од температура, и од вакцинации, да не им качи температура. Па сега, например, еве, овие вакцини новиве, посебно поливалентниве вакцини, основна карактеристика нивна е дека покачувањето на температура е многу поретко од колку претходните вакцини што ги дававме.
Значи, тие се Ќе послаби позборуваме за нив. малце, да. Така, за нив имам посебно прашање на кое што би сакала така подетален, поистрепан одговор, затоа што или колку треба да им веруваме на поливалентните вакцини, но пред да ни одговорите си како на таа тема, на тоа прашање, би сакала дали треба да се плашиме од вакцинацијата на децата, колку се тие безбедни? Во поглед на безбедноста на вакцината. Ајде малку за составот. Тоа е моето прашање кое што би сакале да го решиме. Значи, Токму поради составот е чистото прашање за безбедноста на вакцините. Да. Самата жива, самите компоненти кои што ги содржи вакцината, на оние кои што предизвикуваат понатаму бурни реакции во организмот. Пред да ми одговорите, ајде да одговориме и да го чуеме ставот на гледачот кој имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се извинувам едно прашање до докторот. Моето синче има 22 месеца. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Вака, моето синче има 22 месеца. До сега ги имаме сите примени. Така? Редовно ги примаме вакцини и сега ни остана таа 13-тата на 13 месеци, а веќе имаме 22. И од толку што слушаме појава на аутизми, не знам, рекли казали, а двајцата родители интелектуалци сме, па се едно видување дали да ја примили или да не. Значи, апсолутно Кога слободно е најдобро, дали доцниме? Да, и ќе ви кажам одма. Значи, во последно време, бидејќи многу се зборува за таа вакцина за ММР вакцината и за можноста дека она асоцира со аутизам. Дека е спорна која што асоцира на аутизам, токму и тоа имам едно посебно прашање кое ќе го вие слободно однесете го вашето дете до вашиот матичен педијатар. Ако он ви каже дека детето нема аутизам, нели, нема аутизам лайк симптоми, нема нешто што иде во тој прилог. Многу родители чекаат за да прозборат децата се да ги вакцинираат за ММР. Не, прозборувањето е малце, значи малку и релативно, не сите деца баш у исти месец прозборуваат. Значи може да има некои разлики. Меѓутоа има други симптоми многу кои што се врзани за тоа. Тогаш може слободно да ја даде вакцината. Ние сега нешто у последно време им викаме на родителите: добро, ако сте толку уплашени, еве, не ја давајте вакцината на 13 месеци, дајте ја на 16. Ама ако има знаци за аутизам или аутизам лайк нешто, нели? Тогаш треба да се види и да се разговара со колегите кои што се бават со таа проблематика, па тогаш да се види дали да се вакцинира или не. Меѓутоа, по принцип, ова што ми го поставивте ова прашање, значи првиот сомнеш дека аутизмот може да биде предизвикан од ММР вакцината дојде пред 10 на 12 години од исто еден наш колега, значи зборам доктор, кој што сметаше дека составот на вакцината, односно адјувантите што се ставени унутра во форма на тешки метали, може да бидат предизвикувачи на аутизмот. Таа теза излезе, таа теза излезе во јавноста и на таа теза целата светска медицинска јавност даде огромно значење. Прво што се направи тоа е дека таа субстанца која што се користеше, таа живата што се користеше за растварање, да кажам така, нели адјувант, да кажам, на вакцината се отстрани, значи таа ја нема веќе во вакцината. Секако дека мора да има некој друг тип на кој што ја држи вакцината, нели, некоја субстанца. Меѓутоа, живата, еве ќе ви кажам нешто што е многу интересно. Например, не знам дали некому од гледачите им се има десено, јас во мојата кариера многу пати ми се има случено. И кога почнував да волонтирам, мене ми беше чудно у почетокот. Например, доаѓаат пациенти кај нашите постари педијатри, тогаш кои раководеа и беа професори на педијатрија, ќе дојдат крече, дојде упаничени родители, се скршил топломерот, детето ја голтнало живата. И моите учители тогаш вика: ај, одите си дома слободно, не се секирајте. Живата која се користи во медицината, која глобално се користи во медицината, е етил жива. Тоа е жива која не се таложи во телото. За разлика од неа, метил живата, као и етил и метил алкохол, сега ако смеам таква некоја компарација да направам, е таа која што се користи во индустријата, значи зборам во глобалната индустрија, не во медицината, таа е таа која е опасна. Меѓутоа, не е спорно, испитувани се и децата со аутизам, најдени се кај некои од нив големи концентрации на жива, на алуминиум, на олово,
во косата, во мозокот и така натаму. Значи, и таа е една од тезите за влијанието на тешките метали во развојот на аутизмот. Меѓутоа, ако сакаме за вакцините да збориме, видите, вакциналниот систем во светот не е секаде ист. Значи, Америка, Македонија, ќе ја земе Македонија како Европа, да кажеме, и Јапан немаат исти вакцинални програми. Има одредени разлики. Посебно што кај нас сега се воведоа поливалентните вакцини, кои што беа воведени многу порано во другите европски земји, например, или во Америка. А учесталоста, односно инциденцијата, како што викаме, на аутизмот е иста, расте и во Америка, и во Македонија, и во Јапонија. Тогаш ние не можеме да збориме, значи ја ова зборам чисто епидемиологија, знаете, некогаш Навистина убаво ни објаснувате за тоа. некогаш со колегиве сме у дилема кој е кралот на медицината, а кој е кралицата. Значи кралот на медицината е епидемиологијата. Значи ако сум ја педијатар, епидемиологијата е наука која ги прати состојбите. Сега, ако во Америка инциденцијата за аутизам е многу зголемена, исто како во Македонија, а постои разлика одредена во вакциналните програми. Значи, постои нешто друго што нас не врзува со американците, зборам Европа, Америка, да речеме Јапан, односно цел свет. Очигледно дека тоа не се вакцините. Сега, тука можеме да дискутираме за влијанието на климатските фактори. Климатски, органофосфати, разни хемикали кои што се користат во индустрија, во земјоделие, нели. Вие сте свесни дека храната објективно е многу поевтинета во однос на минатото. Значи, вие не сте можеле порано да купите патлиџан во декември месец, сега можете да го купите. Поевтинете. Зошто е поевтинет, не знам. Значи, знаеме сите. Нели? Па сега, кога, значи, ние имаме, многу е интересно, јас имав едни пациенти кои што беа од една зона од Македонија, која е позната. Сега, да не го кажувам градот и местото, бидејќи не би сакал да се препознаат луѓето, нели? Меѓутоа, имаа детенце со аутизам, кога им се роди второто детенце, беа стриктно против тоа да примаат хепатит Б, БСЖ, да ги примаат вакцините. Они потпишаа изјава таква во нашето родилиште. Меѓутоа, видите, кога седнав да разговарам со мајката и со таткото, кога ја отворивме темата за аутизмот, кога ми кажа дека каде све не оделе и каква све не концентрација на тешки метали се најдени кај нејзиното дете и оделе кај нас се лекувале на повеќе места и во Македонија и надвор од Македонија, тогаш простото прашање е која е концентрацијата на тешките метали во млекото на мајката, затоа што она јаде од тоа земјиште таму кое што е богато со тешки метали. Ако го земеме дека е тоа еден од потенцијалните фактори, ризик фактори покрај генетски и други фактори за појава на аутизам. Така да толку убаво ни објаснувате, што просто ми е жал да ве прекинам во одреден дел, но тука ќе морам да ве прекинам, затоа што во продолжение следуваат вистите во минута, многу кузблук на реклами, а пута продолжуваме со ова извонредна тема и би рекла преубава емисија. Продолжуваме понатаму со алфа-ординација, темата која што ја гледате на вашите екрани е придобивки и ризици токму при вакцинација кај децата. Но оваа тема денеска зборуваме како едно потсетување со оние кои што можеби подоцна се вклучија во емисијата со доктор Александар Сајковски, кој што е специјалист по педиатрија и неонатологија од АЧ Падам Систина, како едно потсетување реков за оние кои што можеби подоцна се вклучија во емисијата. Бидејќи додека трае вистите во минута и од претходно имаме гледачи кои што сакаат да се вклучат во емисијата, ќе ги вклучиме во овој момент. Докторе, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до доктор Сајковски и до вашата емисија, прекрасна емисија. Поздрав и до вас, ви благодарам, повелете. За вака исплашените родители. Вака едно прашање до доктор Сајковски. Имаме близначиња, пред време родени малку, и првата вакцина, хепатитис Б и БСЖ, ја примија на 6-месечна нивна возраст. Дотоа што не беа воопшто вакцинирани. Така. Пошто беа во инкубатор известен период и така се продолжи времето. Сега за наредна вакцина ги однесовме, сега се на возраст од година и 3 месеци. Така. Ги однесовме пред 1-2 недели и му ја ставија, јас мислам дека 6-валентна беше закажана вакцина, му ја ставија МРП вакцината или ММР. И ни закажа непол месец
значи покасно, некаде околу 20 и некој ден, за да му ја стават шестовалентната вакцина. Па ја прашањето ми е, пошто е изменет редоследот на вакцините, дали е тоа во ред? Така. Значи, добро, тоа, да речеме сега, бидејќи се предвремено родени, одма да ви кажам дека предвремено родените деца малце се пролонгира почетокот на вакцинацијата, заради тоа да може имунолошкиот систем да се подготви, да може да се спроведе вакцинацијата. Особено ако предвремено роденото дете примале терапија, меѓу кои може да бидат имуноглобулини и плазма, нели? Тоа мора да се одложи најмалце 3 месеци од примање на тие медикаменти, па давање на вакцина. Што се однесува до ова вакцинирањето сега, веројатно дека колешката или колегата одбрале начин како да се спроведе целата вакцинална програма најоптимално, да кажам. Меѓутоа, ја топло ви советувам да ги вакцинирате, затоа што посебно прематурчињата, колку се за мене многу интересни, морам да ви кажам, тоа е една посебна тема, веројатно децата кои што се предвреме родени имаат еден многу интересен, многу убав раст и развој. За нив треба да се спроведе вакцинална програма комплетна. Дури она што кај нас не е воведено, а што би ви советувал, тоа е да се дадат и така наречена вакцина за респираторен синцитиелен вирус. Оти децата кои што се предвремено родено имаат шанси почесто да се разболат од тој вирус, кој што најчесто пак се јавува во зимските месеци. Така. Тоа уствари не е ни вакцина, тоа се имуноглобулини, она што го спомнавме, нели, значи антитела се внесуваат. И исто така, кај тие деца форсираме ако може да се спроведе чак и ротавирусната вакцина. Значи, кај прематурните новородени, сите, целокупната вакцинална програма треба да се спроведе. Сега, долго време, до воведување на поливалентните вакцини, сите тие вакцинации за предвремено родени деца се вршеа на детска клиника на имунологија. Јас мислам дека и сега може да се... како прочистени вакцини, да, особено нели дитеперот. Дитепер, полио, да. Значи, може да и сега може да се спроведе, не ви мислам сигурно, меѓутоа во основа топло му советувам на родителот да ги вакцинира децата. Топло. Така. Ќе вклучиме следниот гледач кој го имаме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака се работи за една мајка. Така. Значи, која што сметам дека доктор Сајковски е еден од најдобрите педиатри, планираме нашето дете да го носиме кај него. Но сепак сме нели во дилема со вакцините. Имам едно прашање што мене лично ми се случило. Значи, мајка ми била носител на хепатит Б. Така. Веднаш по моето раѓање сум примила нели вакцина, но јас подоцна за 7 години сум добила пак хепатит Б. Зошто тоа е така? Така. Ви благодарам многу за јавувањето. Значи, хепатит Б вакцина, кога ќе се даде, после идат нели ревакцини. Значи иде одма после раѓање и после се примаат уште 2 ревакцини. Не е спорно дека вие можете да дојдете у контакт со хепатитот Б, меѓутоа нема да се развие болест. Значи, телото има антитела со кои се брани од самиот вирус на хепатит Б. Денеска дури се развива можност за вакцинација од хепатит С. Меѓутоа, ова што го спомнавте како гледачка, значи многу е битно како родител. Морам да ви кажам нешто, хепатитот Б кога прв пат се појави како вакцина, требаше да се зима крв од пациентите, да се провери дали имаат антитела, немаат антитела, нели? Па да се донесе одлука дали да се вакцинираат. Меѓутоа, со развој на технологијата и на вакцините, сега овие вакцини на хепатит Б апсолутно нема потреба тоа нешто да се направи, безбедни се и може да се дадат веднаш. Впрочем, ја ќе ви кажам, ја имам 2 деца, двете деца ми се вакцинирани. Кога веќе го споменавме, ако ја споменавме вакцината за хепатит Б, пред емисијата јас ве прашав зашто мора веднаш да се даде кога при самото раѓање. Ми дадовте многу убав одговор, би сакала и тоа да им го кажете, затоа што јас се коментирав, па ние самите не сме вакцинирани од хепатит Б кога. Значи Македонија, како и некои други земји у околината, е зона која што е доста, ние велиме, не е македонски збор, прокужена. Значи има носители на вирусот на хепатит Б. Значи, по некои податоци, кои што најдобро може да ви кажат од Завод за трансфузиологија, по принцип,
По некои податоци, некаде 9,5% од населението во Македонија го носат во себе вирусот на хепатит Б, а може да немаат никакви симптоми, значи се самоносители. Вирусот на хепатит Б и хепатит С е вирус кој што се пренесува велиме по крвен пат, инекции, интервенција, нели со загадување, да кажеме, со крв, или сексуално се пренесува. Значи слично како вирусот на сида. Главната опасност кај тие вируси е тоа што они можат да направат тешка инфекција која што може да заврши фатално заради оштетување на јетрата. Зошто даваме кај новородено дете? Новороденото дете има одличен момент за давање, значи имуногениот систем негов е одличен за хепатит Б и за БСЖ, автоматски стартно го штитиме одма детето од потенцијалниот контакт со хепатитот Б и после наредните вакцини, сега по новата вакцинална програма, почнуваат после 2 до 3 месеци од раѓање, почнува со поливалентните вакцини. И таму, значи, е количината на вакцината, количината на антигените, значи на страните субстанци, многу помала отколку што беше со старите вакцини. Така. И затоа тие деца помалку даваат реакција у смисол на покачување на температура. И сега кога ги споменавте старите вакцини, сега ќе прашам. Предмалку ве прашав за концентрацијата за составот на самите вакцини. Во продолжение никако се надополнам на тоа, многу ми напорено практикуваат да ги вакцинираат своите деца надвор од Македонија, претежно во соседството, дали Грција или пак во Србија, или пак одбираат за да отидат да купат соодветна поливалентна вакцина за да донесат во Македонија, не верувајќи на нашите вакцини. Дали сега можеме да им веруваме на вакцините овдека во Македонија, што се донесени, кои што ги имаме на располагање, и што е подобро? Дали оние кои што ги вакцинираат децата или оние кои што не ги вакцинираат децата? Да. Ова се за Тариков никако не дополнување. Да ви кажам нешто искрено. Мене ми беше многу жално, да не речам трагично, кога ги гледав нашиве родители да одат во Врање или да одат во Солун да ги вакцинираат своите деца. Прво, мислам дека тоа е као момент трагично. Тоа сите го знаев. Сега е намалено, објективно е многу намалено. Меѓутоа, принципијално сакам да кажам дека скоро сите го знаеат, дека многу деца одат, дури такви информации мислам дека имаше и во Министерството и така натаму. Сега може слободно да се вакцинираат. Значи, ова што го имаме како систем на вакцинација во Македонија, во моментов се, колку што ја знам, Sanofi Pasteur вакцините, значи изузетно реномиран производител, еден од најстарите во светот, значи со огромно искуство, и мислам дека е греота да не веруваме. Меѓутоа има една работа што е многу битна. Најбитно е така наречениот ладен ланец на носење на вакцините. Кога нашите родители се најдоа у ситуација дека треба од Солун да донесат, значи купуваат таму вакцини. На Глаксо или на кој да е, така? Кој да е, и се они ги носеа овдека, сватија дека треба да ги носат во посебен транспорт, па почнаа да ги вакцинираат таму и тоа одма станува нели некоја форма на трговија и плаќаа по 150 евра за една вакцина која кошта 20 евра. Значи као преглед и така натаму. Прво е греота, по принцип е греота, недозволиво е една држава која се грижи за своите граѓани, генерално зборам, недозволиво е да дозволиме ние да децава наши се вакцинираат во странство. Како што ние, например, во нашата болница, не спроведуваме вакцинација на деца од други држави. Значи, тие што, да речеме, од Србија или од Косово, жени што се пораѓаат, они си ги спроведуваат вакциналните програми таму, во нивните држави, не во нашите. Так. Нели? Значи, не е во ред една држава да троши, Србите трошеа од нивните центри, од нивните вакцини, им даваа на нашите, значи, отприлike така некако се одвиваше. Меѓутоа, вистина, искрено ви кажам, за мене тоа трагично. Дава потврда дека се вакцинирани децата, па потоа доставуваани или тоа. Али по принцип може да се верува, значи набавката на вакцините оди многу строго и многу контролирано. Значи, ја не навлагам сега во тендери и во такви работи, али у принцип е многу строго. Так, ќе вклучиме гледачот кој го имаме на линија, бидејќи навистина имаме актуелна тема, ја споменав. Добар ден. Добар ден. Јас сум на... Да, вие сте во програма, повелете. Да. Јас сум гледачка од Мелбурн и ја гледам оваа емисија за вакцините.
Така, повелете. Да, јас имам нешто да го прашам докторов, предвидејќи мојот внук беше 9 месеци кога прими една вакцина и се нафрли целиот. И тој, ќерка ми го однесе на доктор и докторот самиот му рече дека е од една вакцина што ја прими. Ден денеска тој има 3,5 години, не можеме никако тие трунчиња да ги отстраниме, само се чеша, само се прави. Докторот спомна за Австралија. Еве ние тука живееме во Австралија. 90% од богаташите не даваат да му дадат на децата вакцини, предвидејќи има линк на аутизам. Не знам докторот како се има, како да ви кажам, не знам како може тоа да се каже дека нема линк на аутизам. Многу тука родители не им даваат вакцини на децата. Еде мојата друга ќерка, двете дечиња немаат вакцина. Едната е, внука е 6,5 години, малиот е 2 години. И потпуно се здрави, да удрам на дрво, зависи и од храната. Што се хранат и што јадат исто. Ама докторот вели дека ако се вмешаат на школо не ги примаат. Мојата внука оди на школо. Со другите деца се меша. Да. Ја не знам од какви информации има добиено тој од Австралија, дека не одат на... Не реков за Австралија, во некои земји. Така. Значи... Вие спомнавте Австралија, Да, за Австралија ќе ви кажам дека е... Прво оделение не... Да. Австралија е земја... Ви благодарам многу прво што се јавивте, за не ве задржуваме на линија и ете интересно што се вклучивте во дебатата токму со ваква размислување. Баш ми е драго што збориме на два краја на планетава Земја, Така, ова комуникација е баш убава. Значи Австралија е земја во која што има доста дискусии за употреба на вакцините. Да речам тие групи, ајде така да ги кажам, нели, на луѓе кои се плашат од давањето на вакцините, се релативно доста застапени во Австралија, значи доста форуми има во Австралија, тоа е несомнено. Ова што спомнавме за школото и за градинките, тоа се во некои европски земји, можда не сме се разбрале, нели, например, кога не е вакцинирано, па во некои од европските земји, тоа баш конкретно се случува во две најголеми европски земји. Меѓутоа, доказот дека вакцините не предизвикуваат аутизам доаѓа од студиите клинички. Значи јас зборам клинички студии, медицински студии, нели, кои што се направени веднашка, значи во интервал од неколку години од појавувањето на првото сомнение дека ММР и живата во ММР како адјувант може да и алуминиумот може да е причина за појава на аутизам. Значи да ви кажам нешто, верувајте ми, не е битно дали вие ќе верувате на индивидуа или на институција. Битно е да верувате на студија. Значи, клиничките студии, пазите што е многу интересно. Јас сега ќе ви отворам една тема која е многу голицлива, да кажеме. Во сите вакцини, како и сите лекови што ги купувате за децата или за себе, ви имате упатство во кое пишува што е, како е, зашто е, кои се негативни ефекти, кои се контраиндикации, што може да даде реакција. И вие ќе видите дека во упатствата и за вакцините стои, например, анафилакса, значи алергија. Тоа што се случило со вашето внуче, значи може да направи алергија. Не е спорно. Прашање колку е тоа често. Меѓутоа, луѓето се склони да веруваат во нешто во што не читаат. Јас, например, стално поставувам едно многу тривијално прашање. Пиете хомеопатски препарати? Да. Шо пиете? Дајте ми го упатството да го видам. Што пишува унутра? Ама нема упатство. Како пиете нешто што нема упатство? А не верувате на нешто што има упатство? Да, многу едноставно. Значи, тоа генерално да позборуваме малку за негативниот ефект од вакцините.
И самите рековте, навистина на секој лек што ни го препишувате вие докторите? Вие како педијатар што би препишале на моите деца, кога јас ќе прочитам, да речеме, кога ќе го прочитам составот, упатството и кога ќе ги прочитам контраиндикациите, навистина има многу. Има. Истите ги пишува и во вакцините. Да. Но прашањето е, да речеме, 1 на 1000, 1 на милион, колкава е веројатноста за да се појави некоја контраиндикација или реакција од самата вакцина? Алергиските реакции од вакцините се 1 према 3 милиона. Зависи тоа од имунитетот на детето или не? Да, зависи од имунитетот на детето. Меѓутоа, што асоцира на тоа дека треба апсолутно здрави деца да имаме кога ги вакцинираме. Да, треба да се децата здрави кога се вакцинираат, значи не треба да се во некоја активна инфекција, сега да кажам, нели, грип да има па да му дадеме вакцина. Меѓутоа, вие ќе видите дека вакцините у принцип може да дадат алергиски реакции и може да дадат исто така и може да дадат, например, температура. Значи, реакција на телото е температура. Не дека е тоа лошо, меѓутоа е реакција која што ги загрижува родителите. Така, на самото тоа велат како е пурба во самото тело кое што се случува кај самото дете, така. Добар ден за следниот гледач кој го има на линија, ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Тука еден здравствен работник. Рековте здравствен работник. Ме слушате? Така, да, само бидете погласни и појасни. Докторе, да ве прашам нешто. Мојот внук пред 11 дена, на 11 август е роден. Учај. После тоа, на 4-ти ден добива вакцина без хепатит. И после вакцината, после 3 недели се случува еден таков, така да ви објаснам јас како здравствен работник, мускулатурата на тонова паѓа. А тоа што беше оште и киричен, беше доста со висок билирубин. Може ли со висок билирубин да се вакцинира дете, видејќи јас што знам, дека тоа не... Тонуса на мускулатурата има рефлексија, има се живо, детето е многу фино напредува, али тонуса на мускулатурата слабо напредува. Значи, вакцината... Да, ќе ви кажам. Сакам да ми објаснете. Оти првата внука ми е родена у чистина и многу е подобра него ли сега во. Значи, хепатит Б вакцината се дава веднашка во првите часови после раѓање на бебето. Тогаш билирубин покачен нема. Значи, билирубинот може да се качи вториот, третиот ден, ама не првите часови од раѓање. Така да, ниедно дете кое прима хепатит Б вакцина во родилиште нема покачен билирубин. Слабоста на мускулатурата кај вашето дете треба да се види од што се должи. Значи, треба да се види самата жолтица од кој тип е, колку е силна, каков бил системот на породување, дали може би има нешто друго што може да е причина до тоа, нели? По принцип од вакцината не може да добие хипотонија, тоа ние го викаме во медицината хипотонија. Значи слабост на мускулатурата. Не може од тоа да добие. Може да е нешто друго. Так. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Овдека мајка на дете уредно вакцинирано, но друго ме буни. Што е со вакцината за девојчињата ХПВ? Од што штити таа вакцина? Тоа ми е прашањето. Ве благодарам многу што се вклучивте. Иако ХПВ тоа ние споминавме затоа што се однесува на малку повозрастните девојчиња. Девојчињата во пубертетот, но исто така една контраверзна тема, особено кога се појави, кога беше актуелна во нашава земја пред неколку години. Па ја, знаете, благодарам на прашањето затоа што е навистина интересно како тема, суштински е интересно како тема. ХПВ вакцината, Македонија е еден од лидерите, кој е едена од првите земји која воведе ХПВ вакцината. Имаше многу дилема дали треба да сме меѓу првите. Нели, тоа е сега проценка на Министерството и нели, на политиката здравствена нормално. Има нешто повеќе од 100 типови на ХПВ вируси. Денеска има некои препарати, некои лекови кои што се регистрирани како антивирусни лекови, кои што се користат
за лекување на ХПВ вирусни инфекции. Така. Значи, дури и во околината наша, и кај нас се регистрирани тие лекови. Сега, зашто ви ја давам оваа дигресија? Знаете, ја не сум гинеколог, ама јас слушам многу опречни дискусии и кај гинеколозите на таа тема. Вика, па по принцип не мора да, значи давањето на тој медикамент е релативно ретко кај нас за таа диагноза, а од друга страна слушам коментари, на пример имам 100 врсти на ХПВ, значи за 3 сега заштитата колку држи, колку не држи. Меѓутоа вакцината ХПВ сега е проширена на 5. Па се зборува дека треба до крајот на годината да излезе на 10 соеви на ХПВ. Така, медицината постојано напредува, така се ама кога ќе ја дадете ХПВ вакцината, значи јас разговарајќи, ова е убаво прашање. Зошто? Сега ќе ви кажам. Значи, вели зашто на 12-13 години да прими детето вакцина, девојчето ХПВ? Затоа што детето, девојчето е во припрема за почеток на сексуални односи. Кога тоа ќе им го споменам на родителите, они викаат, нема шанси моето дете вика да почне вика толку рано. Так. Не, прашајте го. На тој начин се штити од потенцијално ширење на вистина на многу канцерогена форма на ХПВ. Јас по принцип сум присталица за вакцина ХПВ, таа е релативно скапа. Дури во вакви набавки каде што големи набавки се од страна на држава, а не индивидуално. Јас сум за тоа да се даде таа вакцина, но уште посреќен би бил да се добие вакцина која е со 10 соја. Така. Убаво. Прашање и знам дека. Да. Но ова ги натиравте голем дел на родители кои што имаат женски деца, особено на оваа возраст, да размислат околу примањето на ХПВ вакцините. Така, добар ден за следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Би сакал да го прашам докторот. Повелете. Бебешката жолтица, колку би требало да трае, пошто еве го внукот веќе скоро 2 месеци и уште има очите му се пожолтени. Не знам се. Да. Значи, видите, бебешката жолтица, таа нормална жолтица, физиолошка жолтица, што ја викаме уште, жолтица која што се јавува нормално, станува заради промена на црвените крвни зрнца, едни се за време на бременоста, после се менуваат. Нели, многу зависи должината, многу зависи од тоа дали постои неподударност на крвните групи и РХ факторот меѓу мајката и детето. Во таква состојба може да трае малце подугачко, и до 2 месеца сигурно. Обично трае 1 месец, нели, постепено се намалува, постепено се смирува и меѓутоа има една ситуација која што у принцип исто така ние ја знаеме, често се случува, да со самото доење малку знае да се пролонгира жолтицата. Тоа не е лошо, далеку од тоа. Така. Меѓутоа, она што наједноставно би ви советувал, тоа е да земете контрола да направите на билирубинот. Значи, колку е билирубинот? Има таму 3 врсти, значи вкупен, директен и индиректен, и да се види каков е нивниот сооднос. Така. Ќе вклучиме следниот гледач, јас споменав дека имаме навистина убава актуелна тема, па остапувам и простор во поглед на темата и за гледачите. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до доктор Сајковски. Јас имам предвреме родено детенце. Така. Иначе сум Снежана Серафимовска. Сега ние ќе полниме 11 години, па сакам да прашам кога да примиме ХПВ вакцина. На 12-13 години. Така. Тогаш треба да ја примиме? Да. Добро. Ви благодарам, многу пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Би сакала да продискутираме за нешто што на форумите на големо се дискутира. Неколку пати ја споменавме токму таа спорна вакцина, а се чини ви една од најактуелните, онаа против морбилите, за ушките и рубеолата. Па, едни некако споделуваат содржини дека наводно може да предизвика и нервно нарушување, тоа е со аутизам. Други велат дека од заразите и така се умира дека ако се не заштита. Ајде малку да чепнеме оваа тема која што е значи спорна морбили, тема. малите сипаници се болест која што во минатото правеше, да не речам, хараше низ светот, и главната опасност кај малите сипаници е воспалението на мозокот. Значи енцефалит. Така се вика во медицината кај нас. Тоа може да заврши фатално со смрт или
со оставање на последици. Кога вие имате 1000 деца кои што добиле морбили, кај 3-40 некаде можете да очекувате 3 до 4, некогаш и до 10% можете да очекувате да добијате енцефалит. Тоа е страшна бројка. Тоа е поразителна бројка. Наспроти тоа, еве сега другиот дел од таа вакцина се заушки. Заушките се болест која по принцип најчесто поминува и да ја фати некој без проблем. Меѓутоа и она знае да даде компликации како што е воспаление на мозок или она познат воспаление на тестиси кај машко дете со стерилитет. Прашањето е многу едноставно. Ако сите клинички студии кои што се направени од релевантни институции, ја не зборам од Јанко Петко Станко, кажуваат дека оваа вакцина не предизвикува аутизам, зошто ја моето дете би го изложил на ризик од таква болест? Директна болест. Отидивиот вирус на морбили е многу суров. Рубеолата, зошто е рубеолата ставена? Рубеолата е ставена заради женската популација. Затоа што ако се деси да закачи некоја мајка во првите 3 месеци инфекција со рубеола, шансите да роди дете со тешки дефекти и аномалии е огромна. Сега, кога со таа вакцина сите тие проблеми се намалија на екстремно мало ниво, треба ли ние да добиваме сега деца со такви проблеми? Значи, јас во мојата кариера имам видено дете без глава, без раце, така родено. Сега тоа го нема. Јас го имам видено тоа во 80-тите години од минатиот век. Значи, кога почнував да работам. А сега тоа веќе го нема. Значи, сакам да ви кажам, ние можеме да збориме, не викам не. Меѓутоа, ако вас сите битни, значи, ние во медицината, еве и нашето Министерство за здравство издава упатства за лекување, кои што се викаат на англиски evidence-based medicine. Значи, медицина базирана на докази. Не на искуство мое или ваше. Не на размислување мое или ваше, него клинички студии кои што кажуваат има или нема таков проблем. Ако тоа така го кажува, зошто ја би верувал на индивидуално мислење? Значи, зборам кога веќе имаме студија која што покажува дека не е така. Така. Моето следно прашање се однесува на тоа што доколку нашите деца се невакцинирани, а не да Боже заболат од одредена болест. Колку вакцината од која тие ќе заболат ќе помогне? Претпоставувам дека едно често прашање од оние родители кои што се поборници против вакцините. Пред да ми одговорите, ајде да одговориме на прашањето на гледачот кој го имаме на линија. На двајцата гледачи има потсетуваат во моментот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам дали вакцините што се Добар ден. Да, ве слушаме. Дали вакцините што се? Сакам да прашам дали вакцините што се по амбулантите се истите вакцини и во Систина што се примат и дали се наплаќаат? Во Систина не се наплаќаат вакцините. Значи, Систина, хепатитис Б вакцината и БСЖ вакцината ја добива од Министерство за здравство. Значи, ние сме во системот на вакцинации на државата. И ние сме обврзани да ги дадеме тие вакцини, значи не даваме други вакцини. Значи, надвор од тоа, ако се работи за дете кое има одредена ризик, здравствен проблем, нели, тешко прематурче, например, па одат на вакцина на клиника за детски болести на оделот за имунологија. Така, ве благодарам многу што се јавивте. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до доктор Сајковски. Редовно ја пратиме вашата емисија. Се никако околу темата за вакцината и ММР и аутизмот. Јас сум мајка на едногодишно дете, се уште не имаме примено ММР вакцината. Така. Сакам да го прашам докторот, бидејќи нели зрсто ги убедува неговото мислење го искажува дека вакцината не го предизвикува аутизмот. Ме интересира што мисли во врска со мислењето на останатите доктори педијатри кои што се почесто нели коментираат на таа тема и баш ме интересира неговото мислење за онаа фраза што ја викаат
почесто може дете, поголеми се шанси дете да заболи од аутизам доколку не ја прими вакцината, отколку да заболи од болеста за која е наменета вакцината, а не ја прими. Мислам дека ме разбра, доктор. Да, ве разбрав одлично. Фала на прашањето. И уште едно прашање, докторе, што мислите, мислам, дали ви е познато дека, барем јас имам таква информација, дека во Македонија има донесено пресуда од апелација, каде што е веќе во постапка, судска постапка докажано, дека дете кое што со примање на вакцина се разболило од аутизам и државата му платила оштета за тоа. Дали ви е познато тоа и што мислите? Тоа не го знам искрено да ви кажам. Ви благодарам многу што се јавивте. Ова е, баш ке прашаме ви искрено. Навистина ми е, да кажам, провокација, стварно, мислам, нема збор. Да истражате. Да, не, обавезно ке прашам, не знаев за ова стварно, дека има пресуда во апелациониот суд дека самата вакцина предизвикала аутизам. Но од друга страна, зошто јас сакам да ви кажам дека не треба да се плашите од вакцините. Видите, кога нешто не знаеме, а во случајот со аутизмот и аутизам лајк, мора да сме на чисто дека во аутизам сега се влезени како диагноза, се влезени многу други состојби кои што порано малку различито ги диагностициравме, различити називи добива. Хиперактивно дете, нели? Има повеќе такви. Сега да не ве замарам со тоа, тоа е стварно многу интересна тема. Меѓутоа, без оглед на тоа, значи, ние сега гледаме дека шансите за развој на аутизам се поголеми. Стравот од влијанието на вакцината, значи од инокулација на страно тело да предизвика аутизам, ја не викам, значи јас кога го прочитав прв пат сомнението за тоа дека ММР може да предизвика аутизам, сигурно и ја бев ставен у дилема и имав размена на размислувања, мејлови и така натаму со разни колеги, што понатаму како да препорачуваме. Меѓутоа, целата медицинска јавност се дигна, целата медицинска јавност со клинички студии, ја пак ќе кажам, значи evidence-based медицина. Значи дајте доказ. Тоа беше студиите кои што се направени. Врз база на тие студии, референтни институции, Америчка академија по педиатрија, сега да не спомнам, Светска здравствена организација, УНИЦЕФ, Обединети нации, застана со докази дека тоа не е така. Врз база на тоа, на човекот кој што ја извади таа теза, му е одземена лиценцата за работа. Сега, теориите на заговор велат дека него му е намерно одземена лиценцата, меѓутоа, по принцип, не можете вие да сеете страв ако немате чист доказ за таа работа. Впрочем, ако ги гледате вака теориите на заговор, ако сум ја еден од тие 13 луѓе кои што раководи со светов, сигурно многу потешко би ми било да фрлам атомска бомба, нели, па да се намали населението од 6,5 милиарди на 2,5 милиарди. Многу полесно ми е да ја пуштам тезата дека вакцините предизвикуваат болести, луѓето нема да се вакцинираат, ќе дојдат инфективни болести и населението ќе се исчисти. Ако збориме на таа тема. Ја сакам да кажам една, јас верувам, јас знам, јас сум во перманентна комуникација со навистина врвните луѓе во светот кои што немаат никаков интерес од вакцинациите. Значи ви кажувам одма. Така. Никаков. Јас моите деца сум ги вакцинирал. Утре кога ќе имам внучиња сигурно ќе ги вакцинирам. Јас сам сум се вакцинирал. Значи хепатит Б, јас имам примено. Значи сакам да ви кажам, ај пробајте да размислите дали можеби причината за аутизмот не лежи на некое друго место. А го споменавте пред малку во емисијата, така? Значи не знам, значи тоа е поле кое треба да се дискутира. Тоа има во Македонија луѓе кои што се бават со таа проблематика со аутизам, на вистина еминентни луѓе кои што се бават со таа проблематика и кои може да ви дадат многу интересни информации. Имаме таа тема аутизам во некој од наредните. Не е лошо да ја имате, меѓутоа тоа е тема која е многу актуелна. Така да. И на таа тема има многу да се зборува. Јас сум имал прилика да гледам
Значи, ако отворите тема аутизам, јас ќе се јавам да поставам прашања. Тоа Слободно. зимам право, нели? Така. Затоа што јас сум имал прилика да гледам одредени анализи лабораториски, снимања на магнетна резонанца на глава, трактографии на глава, кај деца кои што има надворешни фактори кои што може да предизвикаат аутизам. Значи, да не ги споменуваме. Ја преска ве прашав, дали има нешто што Македонија, Јапонија и Америка ги спаја сите уедно? Вакцините не се исти. Така. Она што сигурно не спаја е мобилната телефонија. Значи, iPhone. Или Телекомуникациите, модерната време. Никој не збори за тоа. Стилот на кој што го живееме животот, начинот на исхрана, поднебјето, Значи, има повеќе области кои што треба да се дискутираат. Така, Мене не ми смета, далеку од тоа, немете погрешно да ме разберете, јас сакам да дискутираме, убаво е да се дискутира. Меѓутоа, знаете, луѓето се фаќаат за една точка, а другиве неќе да ги видат. А ја ги гледам младиве родители сега, доаѓаат у амбуланта и на дечињаве им пуштаат одма, нели, на телефоните, цртани филмови, тие ги држат телефониве блиску до глава и така натаму. Тоа веќе Ве разбирам. Убава порака дадовте. Да. Така. Вака, ајде да одговориме на ова прашање, бидејќи имам многу малку време, имам многу прашања кои што жал не ги поставив. Ќе оставиме простор, бидејќи ова е тема која што кажав и чинам дека и 3 сати да имам предвидено за оваа тема во емисијата, ќе бидат малку и за телефонските јавувања, но и за моите прашања кои што се. Да одговориме на прашањето што доколку децата не ги вакцинираме од одредена болест, доколку се појави болеста, дали вакцината би помогнала во тие ситуации, како? Да, заборавивме, извините, тоа заборавивме. Значи, видите, ако едно дете не прими дитепер, на пример и полио, да кажеме, оно може да се изгребе, да се набоде на шајка, да дојде во ризик да добие тетанус. Така. Постојат одредени антитела кои што се користат за да не дојде, меѓутоа ризикот од нивно давање е поголем отколку давање на вакцинава, која што у принцип ништо не прави посебно. Сакам да кажам, јас сум имал прилика во такви ситуации да ми се јавуваат луѓе, да ми кажат, абе детево ми доби се изгреба, што да правам сега? Сега, што викаат да молиме Бога, да не се развие тетанус. Тетанусот е болест која нема лек. Од тетанусот се умира. Така. Значи, тоа е вирус кој што го напаѓа нервниот систем и за кој нема лек. Значи, Македонија е исто полиомиелит. Полиомиелит е пролив. Значи, детска парализа е пролив. Македонија е полиофри веќе од 2001 година. Ние немаме случај на детска парализа. Од 2001 година. Во 50-тите години од минатиот век еден куп деца останаа парализирани заради тие инфекции и предходно, 40-тите години исто. Сега, кога имаме таков бенефит од таков тип на превенција, јас не гледам зашто да не ја примениме. Или, што викаше, веројатно најпознатиот човек во последниве 2000 години, Исус Христос, викаше, Боже, прости им, не знаат што прават. Кој ќе одговара ако нивното дете не примило вакцина и добие детска парализа? Јас нонстоп го поставувам тоа За жал прашање. нема простор да позборуваме за правата на детето и токму за одговорностите на родителите кои што ги сносат врз децата, но ете и тоа е една посебна тема која што може искрено да се, за која би можело да се дебатира. На крајот од емисијата би сакала што доколку еве со овој разговор придонесеме да, ако придонесеме барем десетина родители се одлучат да ги вакцинираат своите деца, а биле поборници, веќе ефектот сме го постигнале. Но би сакала да прашам што доколку имаат повозрасни деца, да речеме деца на 2-3 години кои претходно не биле вакцинирани. Дали е доцна да се вакцинираат децата? Не е доцна. Значи не е доцна, постои за тоа вакцинална програма. Апсолутно не е доцна. Што со некои што исто така како дополнително прашање, што со некои што започнале па прекинале? Да, и за тоа постои програм вакцинален. Не е проблем, тоа, значи тоа е цела една програма. Меѓутоа јас лично ви стојам на располагање и мислам пациентите можат слободно да дојдат. Овие дилеми можеме да ги отвориме полесно кога се разговара. Така. Друго е да се разговара на телевизија, друго е можеби лично, можеби има и некој дел кој што треба да се каже меѓу пациент и доктор. Мислам дека за оваа тема треба поише да се разговара, да не се бега од тоа. Така е, така. Ви благодарам многу што одвоивте време за Алфа Ординација. Ќе ја продолжев емисијата да имав можност, но и доволно веќе влеговме во терминот на колешката Александра во емисијата Збор по збор. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам што прифативте да зборувате на оваа тема. Кажав дека малкумина во Македонија прифаќаат да зборуваат на тема вакцини. Еден од тие
меѓу тие кои што префаќаат сте вие, докторе, ви благодарам уште еднаш за Благодарам. гостувањето, ќе ни биде драго. Доколку повторно бидете никогаш гост на Нема некоја проблем. следна тема во ординација, секогаш вашето гостување буди интерес. Сигурна сум дека и токму ова гостување пробуди интерес, од тоа можевме и да приметиме и од телефонските јавувања кои што ги имавме. Уште еднаш ви благодарам.